Добро утро, почитувани гледачи, уште еднаш за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Денес во студиото имам еден многу млад гостин. Мојот денешен гостин има талент, посебен талент за музиката и станува збор за Немања Ѓорич, учесник на фестивалот Распеани срца во Штип. Немања, добре дојде. Добар ден. И за вашата учителка, Така, добро утро. господја Љубинка Велкова. Така, да, јас сум наставничка на Немања, значи до минатата година. Тој е сега 6-то оделение, сега има класен раководител и така да заедно сите 4 години работевме, се трудевме, ги насочувавме и сите нивни афинитети, желби, интереси правилно ги на некој начин ги насочувавме кон она што тие најдобро може да го прават. Така. Немања, значи ти си 6-то оделение, учиш во основното општинско училиште Христијан Карпош. Така е. Така. Дали многу ја сакаш музиката? Да, навистина ми се допаѓа. Од колку години почна да пееш? Пошто од како мал слушав радио, гледав телевизија и од дома си пеев песни. И од тогаш ми стана музиката како главна желба. Така. Од каде идејата за настап на овој фестивал? Вака, значи Немања може да каже или значи се едно еве Немања. Се едно. Значи Немања нека каже. Организаторот на фестивалот Баже Ѓорџев направи аудиција во повеќе училишта во Куманово и ми избра мене и уште едно девојче од училиштето на Христијан Карпош и ние бевме на фестивалот кој се одржа во Штип и избра уште две девојчиња од училиштето Крститен Мисирков и тие настапија на фестивалот. Така. Со која песна ти настапи на аудицијата? Песната со која настапив се викаше Поглед ти испратив. Така. Тоа беше и на настапот и на самата аудиција, со истата песна, така ли? Не, на аудицијата настапив со песната која ја пеев на англиски јазик, а потоа ја настапив со песната Поглед ти испратив. Така. Дали си задоволен од резултатот кој што го постигна? Навистина сум задоволен. Така. Господја Велкова, да ни кажете вие за самите подготовки за настапот. Вака, значи, посебно минатата година, значи целото оделение, петово оделение, заедно со Немања, значи начело со Немања, имавме многу подготовки на различни проекти, на сите манифестации во нашето училиште, така да буквално можам да кажам дека на скоро секоја приредба моите ученици, но и другите, значи нормално има учество. Најчесто, значи драмски текстови, драматизации, но и музички точки. Немања уште од самиот почеток, нели, кога беше второ оделение, покажуваше, значи, голем интерес за музика, многу елоквентен, покажува интереси за англиски јазик, така да на сите часови, значи во наставата, но и во наставните активности се вклучуваше и буквално сакаше да го покаже она што тој најдобро го знае, заедно со своите другарчиња во оделението. Така и почнавме, значи по опуштено на самите часови и секој драмски текст тие умеа сами да го импровизираат на начин на кој што тие тоа го умеат, со декор, со сцена, со костими кои што ги подготвуваа од дома. И буквално и мене ми изненадува на самите часови, знае да дојдат и пред часовите, не им беше тешко, значи да дојдат едно половина час или еден час пред, значи наставата да започне и сето тоа да го подготват и сите пријатно да не изненадат. Значи и мене и нивните соученици. Така. Немања е одличен ученик, така, како што разбравме. Одличен. Дали би можеле да ни кажете првиот впечаток, оној момент во кој свативте дека Немања на некој начин има сенс за музиката? Така, сенсот се гледаше во тоа што тој ја сака и рап музиката. Да. Значи, на часот по музичко образование, тој одеше и во хор.
нели беше избран и за учество во хор. Имаме значи хор на ниво на нашето училиште, со кое што раководи професорката по музичко Весна Станојковска и која што исто така многу заслужна и ќе заблагодарим и на неа, која што му помогна во сите подготовки за настап на фестивалот во Штип разиграни срца. И така да, значи на самата аудиција за прием во хорот, а и на самите часови по музичко образование, си рапуваше, пееше на англиски јазик, значи тактираше сето она што го учевме од музичка писменост, тој многу лесно го совладуваше заедно со своите ученици. Немања, дали ти одеа тешко подготовките или пак се можеше да сработиш онака со леснотија? Беше малку тешко, но на крај се сработивме и имав огромна подршка од дома, од мојата учителка, моите другарчиња и ми помогна професорката по музичко. Така, браво Немања, одлично. Нешто збовете за самиот настап, како се одвиваше? Вака, настапот се одвиваше, значи, во една убава атмосфера, во нели Домот на култура, Аца Шопов, мислам дека беше. Да. Имаше многу гости, нели, од цела Македонија, како што рече Немања, имаше своји другарчиња, кои што беа од Радовиш, од Валандово, Крива Паланка, од Куманово. И заедно се дружеа. Ние бевме една баш голема екипа од Куманово, заедно со неговите родители, и кои што ми укажаа посебна чест да ме поканат на овој фестивал, и јас на вистина многу се радував, затоа што бе во тек со сите подготовки, бидејќи самата аудиција беше во тек на месец мај, подготовките и пробите траја, значи, за време на летниот распуст, и веќе во септември беше најавен самиот фестивал. Така да, значи, отидовме цела екипа таму да му бидеме поддршка на Немања, но и на другите дечиња. Сите заедно и на вистина, значи, пријатно бевме изненадени сите, затоа што, значи, очекувавме, нели, секој сака да учествува и помалку се надева дека ќе победи, но ние отидовме со мисла дека, еве, значи, тоа е прв настап на Немања, ќе настапи, значи, ќе не представува, и едноставно кога, нели, прочита дека, значи, Немања го освои првото место од жири и третото место од публика, навистина бевме пресречни, значи неговите родители и јас како негова наставничка и сите, значи, негови гости поканети Дали роднини. очекувавте толков успех? Не. Баш на прво Да, место. еве, значи Немања искрено ќе се каже, имаше конкуренција, но некако настапот, да не бидеме нели толку пристрасни, но еве, значи нескромно е да не кажам дека на вистина имаше многу убав настап, значи посебен уникатен настап на самата сцена, многу слободен, многу опуштен и песничката е многу певлива, многу мелодична и така да карактеристична за слушање во секој случај. Колку членови се состоеше жирито? Јас мислам дека жирито беше Од секој град Немања по ќе 3 каже. члена беше, Така. од кои имаш, па да, имаше по 3 члена од секој град и гласа со поени. Дали стекна можеби некои нови другарчиња? Да. Сите се запознав со сите кои пеа, створивме нови другарства и навистина баш пријатно имавме атмосфера. Дали имаше трема за време на настапот? Пред да почнеше фестивалот имав малку, но кога веќе се опушти видов како другите го прават, тој навистина нема воопшто трема. Дали Немања ова беше твојот прв настап? Искрено ова на сцена, да. Да. Прв пат ми е. Дали можеби некој во твоето семејство или некој подалечен роднина има што пее? Па сега, сите се музикални во моето семејство. Мојата мајка, татко ми, моите братучеди, сите се музикални и искрено, значи генетиката Да. си го чини Е своето. чудо. Баш така. Така. Би можеле да направиме една кратка пауза и брзо се враќаме во студиото. Еве сме повторно назад и продолжуваме со разговорот. Немања, дали организиравте можеби некоја забава после прогласувањето на победникот? после фестивалот имаше журка или забава. Ни пуштаа музика, сите игравме и се забавувавме вака малце да се опуштиме од фестивалот. Дали беше многу среќен? Да, пресреќен. Што рекоа твоите родители? Сите ми честита, сите беа пресреќни, сите ме бакнува, посебно тетките. Да, а сега дали си малку поважен на училиште? Да. Искрено? Да. Да. Да не имаш можеби девојка? Симпатија, да. Ти беше важно само нејзиното мислење, така ли? Што рече таа?
Ништо. Ништо. Може би е срамежлива, па затоа ништо не. Камери, Така. вака јавно. Така, дали можете да ни кажете која напиша песната Поглед ти испратив? Победничката песна на Немања. Песната јас ја испеав, но ја напиша организаторите на фестивалот. Главниот организатор беше Баже Ѓорѓев, голем поздрав до него, и сите ми помогнаа да створам, да ја напишам песна. Тие ми ја напиша песната, но Да ја испееш, Да. така. Так. А дали планирате можеби во иднина некој видео спот за таа песна? да, како награда ќе снимам спот и ќе одам на турнеја во Србија заедно со организаторите и заедно со организаторот Баже Ѓорѓев и неговиот ансамбл. Так, одлично. Значи за турнејата да слушнеме нешто по-конкретно од вас. Вака, турнејата, значи уште тогаш, мислам дека беше најавена, неговите родители тие најубаво знаат, дека победникот со уште неколку дечиња од самиот фестивал, мислам дека вкупно беа 14, така ли Немања? Така. Од 14 учесници, сите беа девојчиња и само 2 машки, значи представници на фестивалот. Така да ќе одат во Србија на турнеја и таму ќе ја промовираат, значи неговата песна ќе се промовира, ќе се слуша неговата интерпретација. Ова би сакала да го нагласам дека водителката, нели, кога го прогласи Немања за победник, вели ова е нашиот, значи, иден Даниел Камаковски. На некој начин, можеби, ете во него и самото жири, значи водителката и таа цела екипа таму што беше, видела некој голем потенцијал за музика и на вистина искрено сите му посакуваме многу успеси, да стане познат, славен и вака да биде успешен, значи во своето школување натаму, може музиката ќе му биде негова идна, значи некоја една професија, а може би ќе му биде, значи ќе му стане само хоби со кое што во кое што сигурно тој добро ќе се снајде и мислам дека ќе одвои време и за тоа. Немања, каква музика најмногу сакаш да слушаш и да пееш? Поп, нешто така, се што е поврзано. Секој тон да е поврзан. Так. Например, да не е нагло како рап, например, не многу, значи, од високи тонови веднаш на мали. Повеќе ја сакам помелодичната музика. Так. Дали би сакал можеби да ни испееш вака нешто во живо? Што би можел? Нека биде изборот твој. Може и победничката песна дел од неа. Може? Книга пред мене, во неа сум зјапнал јас, мисли ми бега, читам јас на глас, ама внатре во глава само ти си ми, срцето ми бие удира силно, какви спомени. Книга пред мене, во неа сум зјапнал јас, мисли ми бега, читам јас на глас, ама внатре во глава само ти си ми. Срцето ми бие удира силно, какви спомени. На Фейсбук гледам, не си активна, низ прозор дзиркам, те очекувам кога те видам. Срце трепери, поглед влюбен ти испратив, дали осети? Браво. Супер. Браво. Значи Нема. музикално детенце е во живо, значи вака јавно. Јас би сакала ова да го кажам, значи на часовите по македонски јазик, посебно нели кога имаме и медиумска култура, кога нели театарот е нели вака достапен. Тоа исто така на часовите по музичко образование, значи пееше песни, но скоро сите стихотворби кои што ни беа за рецитирање на своја мелодија си ги направи да станат како песнички, значи буквално не ги рецитираше, туку ги пееше. Си ставаше своја мелодија, дали значи со побрзо темпо, со поспоро темпо и така баш и на тој начин изненадуваше на самите часови. Реков, значи заедно со таа група, значи дел од деца, а најчесто значи беа тоа повеќе деца во одделението, знае да го изненадат и професорот по англиски јазик и пред часовите да се подготват со некоја странска мелодија која што е сега актуелна и на некој начин да настапат пред него, пред своите другарчиња, онака баш како да се на сцена. Значи тоа тие го умеат на некој начин. Така да може и нешто англиски, тој добро го владее англискиот јазик, комуникацијата му е баш така јака страна. Па, ако тој сака, би можел нешто и на англиски, така нешто накратко за да крај. Значи тоа ќе го ставиме за крај, може. така ќе ги поздравиме Так, може, со една музика нашите гледачи. Ајде кажи ни кој е твојот музички идол?
Мојот омилен бенд досега е One Direction. Ми се допаѓа мелодијата, имам и многу други омилени идоли, али досега бендот навистина ми се допаѓа. Така, а од нашата, од македонската сцена? Калиопи, сега кои беа другите? Даниел Кајмаковски, Тоше Проевски. И така натаму навистина ми се допаѓа музиката. Така, дали е лесно да се открие талентот кај децата, посебно во таа помала возраст? Така, јас искрено не сакам музиката и кога јас бев основно образование, имав класен раководител по музичко, кој што навистина не подготвуваше. Сепак дарбата за уметноста се лежи во самиот човек. Како што велат, со тоа или се раѓаш или не, значи тоа мислам дека многу потешко се стекнува. Така да, искрено музикалноста ми е појака страна и уште на самиот почеток, кога тие беа второ одделение, веќе понатаму и трето, можеше да се навести дека дел од децава, значи буквално беа насочени кон музиката и покажува баш онака и желба, интерес, но и афинитет, но има и талент нормално. Така да, тие беа како лидери, значи во самите групи, кога се подготвуваше некоја песна, некоја музика на некој начин. И мислам дека во второ одделение на крај на учебната година пеа и македонски народни песни. Мислам дека беше Калино моме. Да. Така ли беше со една другарка? На крајот на секоја учебна година ние подготвуваме приредби за родителите. Така да, од тогаш како што се сеќавам, Немања заедно со една другарка ја пеа, значи Калино моме, заедно во дует. И уште од тогаш, значи, датираат неговите почетоци. Така. Дали ти беше тешко, Немања, некако да ги ускладиш тие училишни обврски со овие плюс додатни обврски? Да. Навистина ми беше тешко, бидејќи јас се занимавам со спорт, одам на англиски јазик, приватно часови, на училиште, плюс за фестивалот. Но сето тоа помина, го пребродив заедно со помошта на моите родители и мојата учителка. Значи, тие се твоите најголеми мотиватори. Да, да. Имало ли моменти кога она ти доаѓа, не можам сега да одам на тој час и не можам сега тоа? Па имало, но секогаш сум... Кој те мотивира во тој момент? Мајка ти, татко ти? Мама највеќе, тато ми дава огромна подршка од семејството. Поздрав за твоето семејство, да ги поздравиме сега вака јавно. Да. Дали твојата учителка е најдобрата учителка? Досега, што сум ги имал учителката Љубинка е најдобрата учителка. Така, ти благодарам многу, Немања. Немања е еден од најдобрите ученици. Така, затоа се вели дека учителите, особено оние, се паметат, баш се паметат и долго. Така. И вечно. Посебен акцент би можеле да ставиме и тоа, како што рековте, на новиот фестивал, како еден иден проект. Кога почнувате со подготовките? Подготовките ќе започнат, мислам дека сигурно во тек на октомври-ноември, така ли, за настапот во, значи пред нова година. Ќе има нова песничка, сигурно нов видеозапис, после турнијата во Србија. Тука ќе има, значи секако соработката со професорката по музичко, значи Весна Станојковска ќе продолжи и со неговите композитори од Штип, така да мислам дека добро ќе се подготви и за наредната песничка со нова мелодија. Дали ќе биде со побрз или поспор ритм, тоа ќе видиме. Кој ќе биде композиторот, дали знаете нешто? Да, и за композиторот нема Па, истите ќе бидат композиторите, истите организатори, но сега ќе настапам со друга мелодија. Така, значи старата екипа нема да ја менјаш во никој случај. Да. Да ги ни кажеш ли која беше наградата или признанието кое што го доби? За награда ќе снимам спот за победничката песна, ќе одам на турнеја во Србија и веќе рековме, но за новогодишна ќе одам на новогодишен фестивал со кој ќе се представам со нова новогодишна песничка. Така, дали ова е еден голем успех и за вашето училиште пред се? Буквално да, значи нашето училиште брои голем број, значи на ученици, огромно училиште е. Така да, заедно со подрачните училишта, освен Немања, значи јас тоа ќе го напомнам, имаме многу квалитетни ученици кои што учествуваат на сите надпревари, и Немања исто така учествуваше и на надпреварот по англиски јазик, така ли беше Spelling Bee и уште на други надпревари, кои што ги имаше во нашето училиште.
Така да успех е голем за нашето училиште, за мене како негов наставник за сите овие години, како што реков, за неговите родители најголем успех и најголема гордост и за неговите другари кои што го бодрат, ја знам дека сигурно баш денеска нели дојдоа да се видиме и онака беа одушевени од од настапот, од сето тоа што нели Немања таму во групата им го споделил и имаат, мислам, баш буквално има голема подршка од сите негови соученици. Така, Немања, можеш слободно да ги поздравиш твоите другарчиња. Па искрено, Сигурно ќе ти се налутат ако не го направиш тоа. И класниот, така. ми напомена. Така. Голем поздрав до сите мои професори, сите мои другарчиња, Елвин, Никола, Дамјан, тие посебно ми рекоа да ги поздравам. Поздрав до сите и навистина многу сум среќен. Сите ми дадоа огромна подршка. Поздрав до моето семејство. И до класниот Да, раководител. и до класниот. Така, Ви Дејане благодарам. Кости. Ви благодарам многу што ни бевте гости. Сега тука некаде би бил и крајот на нашата емисија. Дали би сакал сега да не испееш некоја песна? Нека биде странска песна за крај. Што да Може некој испеам? рефрен, може некој Рефрен, некој мал дел. Од оваа твоја омилена група што е? I've tried playing it cool, Bowman and looking at you. I can't ever be brave, 'cause you make my heart race. Shot me out of the sky. You're my kryptonite, night. You keep making me weak, yeah, frozen and can't breathe. Something's gotta give now, 'cause I'm dying just to make you see that I need you very neat now, 'cause you've got that wanting. И не знам, ако би можел да најдам некоја друга професија во животот, јас би се држал до музиката. Браво. Сепак, Браво. сепак би се одлучил за тоа. Убави Да. Не би сакал како некако децата сега многу сакаат да бидат адвокати, да бидат лекари кога ќе пораснат. Па и тоа е добра професија, но сепак повеќе музиката ми се допаѓа. Така. Дали би сакал да пееш македонски песни или пак сепак би се определил за странски? Јас навистина би сакал странска музика да пеам, но би сакал и македонска. Така. Би им апелирали нешто на твоите другарчиња, на оние од светот на музиката, на оние кои што ја сакаат музиката, што пеат, да вложат повеќе труд едноставно, бидејќи може и тие некогаш да освојат исто место, првото место како што го освои ти. Јас би сакал на сите да им кажам дека никогаш не треба да се предаваат. Нека им биде мотивација дека секогаш, колку и да е тешко нешто, за се има решение. Например, еве и да го освојат последното место на некој музички фестивал и да не добијат никаква награда, сепак сте учествувале, сепак сте имале возбуда. Радосни Тоа е били. голем успех. Важно е да се учествува, нели? Така, Во така. секој случај верувам дека тоа им го препорачувате и на другите ученици. Така, на сите, значи, важно е да се учествува, убаво е ако се победи, но битно е да се пријават, да учествуваат и да се ослободат, значи, тие самите, сите, значи, сиот афинитет што го имаат, да може да го покажат некаде, оние што нели можат и сакаат, па и оние што не можат толку, и за нив има сигурно надеж дека и тие можеби некогаш, можеби не е сега моментот, правиот момент, можеби за некој период и тие ќе си ги покажат своите способности. Така. Значи за сите што вели под ова небо има некој успех. Има место. Така, има место, за да. сите. Така. Јас не се сомневам дека соучителка како вас, дека и вашите ученици ќе бидат успешни. Така, ви благодарам многу. Еве, Немања е типичен пример за такво нешто. Ви благодарам многу што одвоивте време и што ни бевте гости. Исто и на вас е на љубаво, значи и многу успешни емисии да си имате. Така, ви благодарам. И вам ви благодарам, драги гледачи, за одвоеното внимание и време. Имајте убав ден, останете во добро расположение и со програмата на К3 телевизија.